Четворицата малолетници кои вчера беа најдени во безсознание во куќа во Скопје и со повреди на телото се во стабилна состојба. Што точно се случило се уште се истражува, а до овој момент уапсен е 40-годишниот скопјанец во чиј дом полицијата ги затекнала децата. Токсиколошката анализа покажала дека тие не конзумирале алкохол, но биле предозирани со психоактивни супстанции. Нашата токсиколошка лабораторија не докажа присуство на алкохол, меѓутоа докажа присуство на психоактивни супстанции во високи концентрации. Повреди има сите четворица по телото. Ние од предпазливост направивме комплетно исследување на цело тело на сите четворица, че немаат сериозни повреди на глава, на граден кош, на стомак. Тие ситни повреди кои ги има се санирани, се под контрола, под надзор. Според најновите детали од полицијата, се почнало со пријавата дека 40-годишен скопјанец со иницијали ДГ бил нападнат во неговата куќа од малолетник со тврд предмет. Малолетниците биле во куќата кога стигнала полицијата, при што двајца од нив биле онесвестени. Полициските службеници пронашле алкохол и психотропни супстанции. Било пријавено дека во Скопје во дворот куќа собственост на Дѓ од Скопје, тој бил физички нападнат со тврд предмет од малолетник. Веднаш по добиената пријава, полициски службеници од СВР Скопје излегле на местото на настанот, при што затекнале 4 малолетни лица, од кои 2 биле во безсознание и истите конзумирале алкохол и психотропни супстанции, а на местото на настанот биле пронајдени и остатоци од работи кои ги конзумирале, за кои дополнително ќе се врши вештачење за да се утврди нивната содржина. Во 16 часот полициски службеници го лишиле од слобода Дѓ. Што точно се случувало во куќата сега истражува јавен обвинител. Четворицата малолетници се контактибилни и разговарале и со полицијата и со лекарите, но во овој момент поради истрагата не се соопштуваат детали. Случајот е, како што кажа, под обсервација на Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, и тие под наш надзор и со наша дозвола исто разговараат со децата. Нас не интересираше. Децата кои беа донесени беа во многу тешка здравствена состојба, некои од нив беа животно загрозени. Значи, нас ни беше важно да ги стабилизираме, да ги извлечеме од животна опасност, и тоа не беше крајната цел. Вчера попладне 2 момчиња и 2 девојчиња на возраст од 14 до 17 години биле донесени во тешка состојба на одделот за интензивна нега на клиниката за токсикологија. Нивната состојба денеска е подобрена и ја примаат соодветната терапија, но како што информираше доктор Чебишев, ќе останат на лекување уште неколку дена.